Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска моја гостинка да биде Драгана Бојковска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, е пратеник. Добре дојде. Добра вечер, Љупчо. Пратеничке, изборниот законник. СДС безпощадно влезе, буквално кажано, во кочење на овој важен реформски закон, кој што, меѓу другото, чии што рок нели за донесување истекува токму утре. Така е, па најнапред морам да кажам, Љупчо, дека блокадата на изборниот законник во суштина е блокада на самата европска агенда. На се она која што значат подобри европски вредности за нашите граѓани. Тука не се работи само за добивање на средства кога зборуваме за реформската агенда, туку тука зборуваме на вистина во суштина за подобри решенија за нашите граѓани. Во концептот и тоа е всушност и реформската агенда, да ги приближи нашите граѓани до европските вредности, но еве повторно за жал изборниот законник од страна на опозицијата, не само од Социјалдемократскиот сојуз, тука и од Левица и од ДУИ, е предмет на, за жал, политичка дискусија, да се сведе на дневно политички теми. Јас морам да кажам дека како влада и како парламентарно мнозинство на ВМРО-ДПМН со коалицијата навистина бевме конструктивни и кажавме дека се она кое што ќе побараат од опозицијата би прифатиле со оглед на тоа што и неколку пати во рамките на парламентот беа направени работни средби, но еве рокот веќе до 15 јули истекува од страна на опозицијата, немаме никаков одговор. Всушност имаше и еден обид од страна на Левица да се направи средба на опозицијските партии, бидејќи во суштина проблемот не е во ВМРО-ДПМН, бидејќи ВМРО-ДПМН кажа дека би прифатиле се она кое што би се договориле само за да се прифатат препораките на ОПСИ и ОДИХР и гласањето на диаспората по пат на пошта, но фактите се дека капацитетот на Левица да ги собере дури и опозицијските партии на една обична средба за да договорат еден заеднички закон, еден заеднички консензус да најдат токму опозицијските партии пропадна во вода, со што всушност покажа дека немаат капацитет да обезбедат ни една обична средба кога се работи за еден ваков реформски закон, а не па да би замислиле кога би дошле на власт да спроведуваат реформи и да ги практицираат истите. Така што во овој дел мислам дека нашата искреност беше доследна, навистина направивме огромни напори. Морам да потенцирам дека изборниот законник 4 месеци беше предмет на дискусија во Министерството за правда, каде што Социјалдемократскиот сојуз всушност не учествуваше, излезе од работната група, повторно се маргинализира како опозицијска партија. Во рамките на таа работна група учествуваше Левица, за кој што до последен момент беше согласна да го прифати понуденото решение за изборниот законник, но лицемерието очигледно победи и оној политички театар кој што секојдневно го гледаме на екраните од страна на Левица не можеше да ги надвладее суетите. Дојдовме до момент во кој што се постигна консензус, но лицемерието излезе на виделина кога се јави, кога кажа дека би го поддржале изборниот законник, но не би го поддржале со вистински со подпис, како што и доликува всушност еден изборен законник во кој што би дошле до консензус. Повторно падна на проценти, повторно падна на проценти за политичкото финансирање. Во суштина само околу тоа се разговараше и ние рековме во ред, колку што барат, толку ќе прифатиме. Но на театарот мораше да излезат со емоции на граѓаните, мораше да влезат заедно во игра со Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи рейтинзите се и онака очигледно многу слаби и она кое што со кое што ќе се соочат во наредниот период е уште еден политички дебакл кој што ќе им се случи, не можеше да изостане и во рамките на оваа дискусија за изборниот законник. За жал, со неносењето на изборниот законник, Македонија, македонските граѓани не успеа да ги добија дополнително оние 4 милиони евра кои што би ги добиле со усвојување на изборниот законник, но
ме радува тоа што и еврокомисарката Кос најави дека Македонија е лидер во регионот, Македонија има огромни успеси во спроведување на реформската агенда и со оглед на она кое што е досега направено, во Македонија ќе добие дополнителни средства од Европската унија надвор од оние 750 милиони евра кои што се предвидени, па можеме да направиме една паралела дека ваква блокада на изборниот законник доаѓа токму во моменти кога на Македонија и се дава огромна шанса за напредок во Европската унија и едно огромно признание од страна на Европската унија кога се работи за европските вредности. Ја споменавте Марта Кос, токму таа изјави дека има чувствува дека ќе се донесе законот, испраќајќи една многу силна и јасна порака до опозицијата дека треба да го прифатат. Меѓу другото, тој закон се работеше и под надзор на Европската комисија, Венецијанската комисија ги помина сите бариери, имаше расправи. Нешто што беше, да не речам, научна фантастика во времето на владењето на СДС, кога такво нешто немаше абер или ќе се направише ради реда без воопшто нешто од тие јавни расправи да се прифати во законите кои што ги носеа, знаеме, мафтајки ги нели луцидно оние европски знаменца кои што повеќе наликуваа на пиратски, но еве се случи преседан во историјата на Бихачка да застанат против, бидејќи ставот на Европската унија е јасен, гласен, тие застанаа со ова и против оние така наречените европљани, евролюбци, како и да ги наречеме, бидејќи реално декларативно постојано полни им се устите со тоа, застанаа против реформски закон кој што, како што кажавте и самата, носи меѓу другото и 4 милиони евра, но и напредок во реформите плюс минус сите тие работи. СДСМ застана против Европската унија, така? Така е, не само од еврокомисарката Кос, признание дојде и од амбасадорот Рокас, кој што укаже дека изборниот законник онаков каков што е понуден е навистина квалитетен, но ќе повторам дека повторно се сведе изборниот законник на дневно политичка тема. Ние упативме порака дека не сакаме ништо да носиме насилно и под притисок. Изборниот законник е оној законник кој што мора да биде донесен под консензус и подлежи на филибастеринг. Во моментот се околу 13.000 амандмани поднесени од страна на опозицијата кои што апсолутно го блокираат процесот на изборниот законник. Очигледно е дека рейтингот паѓа и суштината кога треба да се докаже дали сме за Европската унија или не сме, се наоѓа токму во овие чекори, односно со поддржување на одредено законско решение или не. Во рамките на понуденото законско решение се инкорпорирани сите препораки на ОПСИ и ОДИХР. Во рамките на работната група се најде консензус за овие прашања за кои што е полесно да се дојде до консензус и да се разговара. Беше разговарано во рамките на работната група и за диаспората, која што ценам дека е исклучително важно да биде инкорпорирана во рамките на овој изборен законник и кој што за нас е единствен услов, бидејќи ценам дека носењето на ваков каков што го понудивме изборниот законник е многу клучен од две причини. Првата е економска, бидејќи со самото праќање на комисиите во рамките на земјите надвор од Македонија за да диаспората да си го оствари своето гласачко право кое што и онака постои, Македонија троши огромен број на парични средства. Тоа е економски неисплатливо за нас, бидејќи на некои избирачки места имаме по 8, по 10 пријавени избирачи. Втората причина е бидејќи наша стратешка цел е да одржуваме силна врска со диаспората. Ние не се залагаме само декларативно за диаспората, туку на вистина уставното право кое што им е загарантирано да си го остварат своето гласачко право онаму каде што се, сакаме да го направиме само подостапно. И тоа сакам да го појаснам еви за нашите гледачи, за македонската јавност, дека диаспората има право да гласа на избирачките места, но со оглед дека Австралија, да речеме, ќе земаме еве како пример кој што е најтипичен за и најблизок пример за да се разговара на оваа тема, се патува и по 10 часови со авион во еден правец само за да се оствари избирачкото право. Јас мислам дека тоа е навистина неефикасно и неправедно за нашите граѓани во диаспората и еден ваков модел во кој што би понудиле подостапно гласање е навистина праведно
праведен за нив. Прво, како што реков, заштедуваме средства со самото тоа е добро за македонските граѓани тука во Република Македонија кои што живеат. Второ, самиот концепт на гласање, моделот на гласање, суштината на се она кое што значи остварување на демократско право, одиме чекор напред и го правиме подостапно. Така што мислам дека уставното загарантирано право треба да биде достапно. Во спротивно, доколку го правиме недостапно за овие граѓани, тука мислам на диаспората, тогаш навистина треба да се запрашаме што правиме како држава. Јас мислам дека ова беше и суштината всушност на реформите кои што треба да се случат. Не знам зошто толку Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ се исплаши од гласањето на диаспората, па тие во сите дискусии кои што ги имаме во парламентот и во јавноста укажуваат на тоа, критикуваат како работи оваа влада, па јас логично мислам дека доколку тоа го мислат вистински, доколку веруваат во она кое што го зборуваат, а често мислам дека и самите на себе не си веруваат кога зборуваат во јавност, тогаш логично е да каже дека диаспората би гласала можеби за нив. Но очигледни се моментите на страв, на паѓање на рейтингот, дека повторно ќе ги изгубат и тоа многу со огромна разлика и наредните избори, иако ние понудивме гласањето на диаспората да се спроведе во 2029 со претседателските избори, што де факто за мене значи признавање дека на наредните редовни парламентарни избори во 2028 година опозицијата го признава поразот кој што би им се случил. Мислам дека тоа е едно алиби за Венко Филипче, кој што и онака не само што има лош рейтинг во државата, има лош рейтинг и внатре партиски. Гледаме најразлични политички конфронтации таму кои што се случуваат и мислам дека тоа е едно од алибите да каже дека заради ова спроведување дека повторно Социјалдемократскиот сојуз згуби, но ние рековме дека нема да буткаме ништо насила, нема тоа да го правиме како што правеше Социјалдемократскиот сојуз да спроведува без консензус. Вие се сеќавате дека европското знаменце беше злоупотребувано за да се провлечат одредени криминали низ законските решенија, беше злоупотребувано европското знаменце за такви цели. Концептот на владење, концептот на водење на државата на ВМРО ДПМН е комплетно различен, контраст има во водењето на државата по се она кое што претходно сме го гледале. Кога се носат реформски закони, кога се носат европски закони во парламентот, ние секогаш досега сме имале јавна расправа, сме имале читање на амандманите, се прифаќале амандманите, на вистина конструктивна дебата се имало, се прифаќале амандмани и апсурдот доаѓа до моментот кога треба да се усвои законик, да се усвои одреден закон и тогаш Социјалдемократскиот сојуз или не гласа или гласа против. Тоа е апсурдот кога овие опозициони партии зборуваат многу за Европската унија, зборуваат за европската агенда и не даваат суштинска поддршка на законите. Единствено по она кое што го гледаме во јавноста за Европската унија, за Венко Филипче, за Социјалдемократскиот сојуз е уставните измени. Бугарите во уставот. Тоа се подразбира за нив кога се зборува за Европската унија. За жал, не ја научија лекцијата, тие немаат комплетен допир со гласот на народот, тие немаат никаков слух за она кое што народот го кажа и на изборите, но и континуирано. За нив само Европската унија значи коленичење, значи подклекнување на преднационалните интереси и затоа велам дека сме комплетно различни. Ние воопшто не се разбираме во моментите кога треба да се зборува за интеграција на земјата во Европската унија. Имаме комплетно гледање. Нашиот став е јасен, Европската унија е наша цел, наша стратешка цел и не се откажуваме од истото, но имаме едно комплетно делување. Носиме реформски закони, ги спроведуваме истите во државата, инаку не би ги добиле овие средства од реформската агенда доколку законите не се спроведени на дело. Комплетно имаме различен став по однос на националните прашања, заврши онаа политика на коленичење, заврши политиката на импровизација со државата, заврши политиката во која што секој пат велам дека не треба да се извинуваме дека постоиме како држава, заврши политиката во која што ќе го негираме постоењето на нашите историски значајни личности, како ВМРО ДПМН секој пат ќе бидеме столбот на она кое што
ќе ги држи националните интереси, се додека ВМРО ДПМН е на власт и се додека ја раководи државата, македонските граѓани треба да бидат спокојни, ниту едно отстапување нема да направиме. Нашата визија е јасна, се додека имаме признание од Европската унија дека сме лидери во регионот, дека ги спроведуваме реформските закони, дека ги делиме европските вредности со нашите граѓани од Европската унија, тогаш мислам дека сме на добар пат. Се додека стануваме конкурентни на масата, можеме да најдеме диалог со другата страна. Мислам дека аргументите може да победат, но тоа не се прави со пасивно делување, со гледање од страна и со спроведување само на она кое што бланко ќе им се дадеше како претходно на Социјалдемократскиот сојуз, туку нашата дипломатија сега има една посебна динамика, еден посебен момент за Македонија, каде што интензивно, со достоинство, ги кажуваме нашите аргументи. Мислам дека само преку таков еден интензивен диалог, со кажување на нашите аргументи, Македонија може да победи. Преовладува чувството дека она што се случи со изборниот законник меѓу СДС и Левица беше една местенка и многу добро уиграно. Најпрвин се појавија оние утрото Левица да кажат дека не поддржуваат ничим изазваним што вели народот, за да потоа се појави СДС на пресконференција и го направи истото. Едните глумеа конструктивност цело време, тоа е Левица, дека се во ред и се согласуваат за да наеднаш нешто не им чини. СДС па во нивниот стил бојкотира, тоа многу убаво им лежи, како дома се чувствуваат како риби во вода кога бојкотираат и отсуствуваат од нешто, и наеднаш, што би рекол народот, тадам излегува и со аргументи какви што се, меѓу другото представувајќи се како лути противници, а од друга страна наеднаш се како некои попови што мрсат петок, сложни попови, што би рекол народот. Премногу е очевидно ова дека некако синхронизирано заедно, а толку не се сакаат, а наеднаш целата работа испадна како една местенка, да не речем. Па да, можам и јас да кажам дека Левица им направи услуга на СДС, со тоа што истапи така лицемерно во јавноста, едно зборуваше на состаноци, едно зборуваше на работните групи, едно беше договорено, прифатливо за нив, но по налог на нивниот лидер Димче Апасиев и пред нивните гласачи очигледно не можеа да се надминат себе си и да кажа дека нормално е во политиката да се преговара и да се договара заради доброто на државата, не заради ВМРО ДПМН. Овие политички субјекти, Левица, СДСМ и ДУИ, не му прават штета на ВМРО ДПМН, им прават штета на македонските граѓани и на Македонија, бидејќи изборниот законник, ќе потенцирам, е закон кој што не сме да биде тема на дневна политика. Ова им дојде како кецна десетка, би рекла народно, на Социјалдемократскиот сојуз со самото истапување на Левица. Се беше договорено во рамките на работните групи, процентите кои што ги бараа беа договорени. Морам да истакнам дека во рамките на работната група ние дадовме многу конструктивен предлог за да не дојде спор до процентите оние кои што се добиваат за политичко финансирање, да понудиме модел во кој што сразмерно спрема добиените пратеници се финансираат политичките партии. ДУИ тука предложи различен концепт од истото со процентите кои што ги напоменав, предложи 41-41-10 модел. Левица тука истрча веднаш за истото, за потоа да каже, како што напоменав, дека прифатливо е за нив се и она кое што го истапува и претходно дека има проблем на медиумското рекламирање, исто така го прифативме во навистина конструктивна атмосфера, да не го прифатат истото со подпис на изборниот законник, зашто потоа кога имавме средби во парламентот, 2 средби претходеа во парламентот, се договоривме како што ќе побарат, така ќе прифатиме. Се создаде некоја хипокризија дека ВМРО ДПМН не прифаќа една изборна единица. Тоа морам да го демантирам и да потенцирам дека во рамките на работната група беше разговарано и за една изборна единица, зашто за нас е апсолутно прифатливо, и во рамките на нашата изборна програма ние јасно истапуваме со ставот дека ние сме за една изборна единица, но во рамките на таа работна група каде што учествуваат сите политички субјекти освен СДС, не се најде консензус. И кога
дошло до момент да не се најде консензус за една изборна единица, тука мислам на други политички субјекти кои што понудиле различни модели околу истото, се нуделе модели за 3 изборни единици, за 8 изборни единици, ДУ излезе со концепт за 5% цензус, со што всушност во реалноста тоа значи дека во моментот нема консензус помеѓу политичките субјекти за да се донесе изборен законник со таков модел. Де факто тоа значи дека било каков модел на нудење на една изборна единица, 3, 8 или било каков модел во рамките на ова прашање, повторно ќе дојде до филибастеринг на изборниот законник и повторно нема да можеме да го донесеме. Затоа тргнавме со прашања за кои што можеме да најдеме консензус. Затоа тргнавме со препораките на ОПС и ОДИХР кои што се исклучително квалитетни и потребни да се инкорпорираат во изборниот законник. Години наназад се зборуваше за носење на овие препораки, да се најде модел во кој што би се договориле, каде што би можеле да најдеме консензус и кога доаѓаме до консензус за одредени прашања, повторно победува дневната политика, повторно ќе кажам за жална штета на македонските граѓани, но мислам дека нашите граѓани се многу мудри и дека може да проценат кога некој манипулира. Јас секој пат велам подалеку од манипулатори, бидејќи на вистина се огромни штетници, тие веруваат само во своите проекции, но вистината е малку поразлична и малку поочигледна. Така што во рамките на овој модел мислам дека на вистина конструктивно настапевме, но граѓаните веќе бидат сведоци кој блокира, а кој спроведува суштински реформи. Кога сме кај манипулаторите и барањето на влакното во јајцето кој што испадна приказката со диаспората за СДС, тие добија две работи со ова. Едната е, бидејќи се, какви што се манипулатори, свесни сте дека утре, кога ќе помине рокот за донесување на изборниот законник, тие ќе излезат и ќе речат, ете, власта е виновна, иако тие се тие што го блокираат, но тие се СДС, такви си се, ќе речат, ете, не се донесе изборниот законник, ете, заради тоа што власта го направи ова со диаспората, првин ќе добие аргумент, ете, власта е виновна, ете, не може да ја истера реформската агенда, а другата работа што ја добива, да не се лажеме, тоа потврдуваат и сите експерти и диаспората, она што тие го бараат, не го бараат за бадијава, тие се плашат од диаспората. Знаат дека диаспората е по правило патриотски настроена, сум шетал и по светот, не по Канади и каде и да е, после сето она што го направија контра Македонија во рамки на 2017-2014 гласови од таму, од таа црква, нели, тешко дека ќе може да се крстат во неа, и мислам дека добиваат две работи, но факт е дека тие утре, кога минува рокот, ќе ве обвинат вас дека вие сте виновниците за ненесењето и неисполнувањето на реформската агенда, така ќе кажат. И повторно ќе кажат дека сте изолирани, односно сме изолирани заради владата на ВМРО ДПМН меѓу другото, но и заради тоа што еве вие сте го уништили изборниот законник за тоа што не сте попуштиле за диаспората. Многу луцидно, ама така, тоа е. Знаете која е реалноста? Да. Кај нас во ист ден, во исти момент, имате признание од Марта Кос, која што укажува дека сме лидери во регионот, кои што имаме одлични шампиони, да. Така, каде што имаме одлични решенија, брзо забрзување на реформската агенда, признание од амбасадорот Рокас, од сите европски представници и еве ги СДС со пресконференција. Немаме спроведување на реформската агенда, неисполнување, граѓаните не ги добиваат средствата, значи, како да ви кажам, во паралелен свет како да живееме. Да, универзум е некој пат навистина мислам дека и во тоа што тие го говорат, не веруваат, но онаа состојба во која што се наоѓаат, навистина не можам да ја проценам, да не речам сега, да не употребам и друг израз како да ја диагностицираме, бидејќи еве на крај толку е очајна ситуацијата што излегоа и со еден слоган верувај во Венко. Тоа ми беше на мене еден голем апсурд, како во политиката да владеат меси, а не политичари кои што треба да положат отчет за сработеното.
навистина апсурдно, бидејќи кога недостасуваат аргументи, кога недостасува работа, тогаш останува само да се верува. Впрочем, како да е некакво религиско здружување, тоа па да треба да се базираме само на верување, а не на чекори, не на докази, не на аргументи, не на она што е сработено, не на она за кое што се заложуваме, не на она кое што се работи. Така што јас така некако гледам на овие слогани кои што не се за мене политички слогани, за кои што истапуваат од Социјалдемократскиот сојуз, повеќе ми се очајни, повеќе ми се во недостиг на доверба на самиот лидер кој што го има Венко Филипче, и повеќе ми се во еден момент на спас на лидерот, за кој што апсолутно мислам дека неговата цел е само да остане лидер на опозицијата, лидер на СДСМ, додека се случуваат паралелни процеси во Социјалдемократскиот сојуз и разни групи, апсолутно не се во допир со се она кое што се случува во реалноста. Се она кое што се случува во реалноста тие го нарекува дека се чаршиски муабети. Смената и недовербата за Филипче така го квалификува дека таквите муабети не постојат. Така што секој пат испраќам порака до граѓаните да бидат внимателни, да ги следат состојбите, да не веруваат на пресконференциите на Социјалдемократскиот сојуз. Дури би одела до тој степен ако ви кажа дека еден проверете на вистина дали е ден или се стемнило. Така што можете ли да замислите како изгледаме ние пред Европската Унија и пред европските представници, кога државата има огромно уважување по однос на исполнување на реформската агенда, кога граѓаните добиваат средства за истото и кога имате политички субјект, македонски политички субјект, кој што го негира истото. Тоа е едната работа. Замислете како изгледаме пред европските представници, пред европските лидери, кога имаме состојба во која што ни се негира нашиот идентитет и јазик, во кој што апсолутно немаме никаква гаранција дека и по спроведувањето на уставните измени повторно би се соочиле со некакви условни барања од нашиот источен сосед Бугарија, и во кој што паралелно гледате дека европски представници доаѓаат во Македонија, па и во сред Софија, велат дека на Македонија се потребни гаранции и дека е оправдана нашата недоверба во процесот на интеграција во Европската Унија. И замислете како изгледаме пред истите тие европски представници, кога го имате Венко Филипче кој што се бори за внесување на бугарите во уставот. Ете, тоа е апсурдот и тоа е навистина многу жално, не само за македонските граѓани, туку е срам и за се она кое што јавноста и за се она кое што меѓународната заедница го гледа, да имаме еден таков нестабилен политички субјект кој што реалноста и националните прашања на државата ги негира. Тие и пред неколку дена имавме и дебата околу европскиот пат на Македонија. Јас навистина кога ги слушам повторно, афирмативно оние ставови на Социјалдемократскиот сојуз дека итно ни се непотребни, дека само тоа е потребно да се спроведат уставните измени, готово ние сме во Европската Унија. Значи, ние не смееме да водиме наивна политика во која што повторно би влегле во некоја авантура, бидејќи доаѓаме до прашањето што потоа. Процесот на влегување во Европската Унија е процес во кој што има одредени правила и фази. Преговарачката рамка е само еден дел во кој што би ги отвориле пристапните предговори. Но доаѓаме до момент што потоа кога ќе се случи истото, никој не ни дава одговор од Социјалдемократскиот сојуз кои се гаранциите понатаму. Имаме молк и никаква доверба во самиот процес, бидејќи многу сме ние јасни пред македонските граѓани, ние не истапуваме со изместени прашања, нејасни прашања, двосмислени прашања, како она дали сте за Европската Унија, во суштина дали сте за промена на името, да речеме. Ние не лажеме пред граѓаните, ние навистина многу јасно и недвосмислено ги поставуваме работите и се додека е така, мислам дека сме на правилен пат. Се додека граѓаните гледат колку сме искрени во заштита на нашите интереси, до тогаш ќе имаме довербата. Во ниту еден момент нема да влеземе во онаква авантура како што не внесе
СДСМ со ДУИ, начело со Бујар Османи со прифаќање на оние срамни протоколи, за кои што на вистина мислам дека се толку апсурдни, толку дури неискусен човек би во дипломатијата би проценил дека ова е огромна замка и продлабочување на онаа недоверба која што ја имаме со години, на се она која што значи негирање на македонскиот јазик, идентитет, историски личности и слично. Така што дозволете ми така да оценам дека и дури и европските представници гледаат чудно на действувањето на Социјалдемократскиот сојуз во нашата земја, паралелно кога имаме уважување од нивна страна и кога паралелно си стапува дека ни се потребни гаранции, дека се оправдани оние барања за гаранции кои што ги истапуваме. Да, тоа е она познатото сипање на песок во сојузничката, односно македонската осовина, нешто што го прави СДС со години и години наназад, но нивната приказка од друга страна ми наликува и на онаа приказка за детето што викало волк, 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 па потоа никој не му верувал, а не верувам и дека ќе кажат некоја вистина, па нели, за да се погоди волкот, но кај нив тоа волк, волк го видовме со мигрантите, го видовме со банкротот на државата, десетици тројански коњи што веќе не се изнаслушавме, за да еве во последно време пак вие сте оние кои што им ја рушите партијата. Тоа се случува во моментот синхронизирано од двете страни. Имаме на така наречена реформаторска струја кај нив, која што се обидува да ја врати СДС на вистинската патека, македонската, промакедонската, барем така гледам јас на нив, а од другата страна е венковистичката, односно заевистичката, и двете страни излегуваат и се само обвинуваат едните со другите дека вие сте тие кои што нели се причината за едните викаат дека вие сте ги произвеле реформаторите за да гурнете Венко, Венко пак вели обратното и целата приказка се сведува дека ВМРО ДПМН ја руши СДС од сите страни го признаваат тоа. Зошто толку ја рушите социјалдемократскава приказка? Гледате, во Социјалдемократскиот сојуз владее на вистина една огромна хипокризија, една огромна недоверба на едни меѓу други, особено огромна недоверба во Венко Филипче. Затоа и потенцирав дека се она кое што значи слух на народот, па дури во неговите блиски соработници се далеку од неговата реалност. На дневно ниво гледаме како Социјалдемократскиот сојуз ги губи своите луѓе, па дури видни функционери, и се додека тие немаат слух за реалните состојби, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз е далеку од она консолидација која што е веќе 2 години се обидуваат некако да ја направат, ама јас мислам дека во Социјалдемократскиот сојуз уште пред губење на парламентарните избори постоеше една хипокризија и една огромна недоверба на самото членство внатре, но не и се, јас на вистина се обидувам овие состојби малку подалеку да стоиме како партија, бидејќи на вистина нашиот фокус не е во Социјалдемократскиот сојуз, туку на реформите кои што ги спроведуваме за граѓаните. Се она кое што доаѓа како реакција од Социјалдемократскиот сојуз, верувајте ми, некој пат на вистина мислиме дека не треба ни да се искоментира. Затоа порачав дека граѓаните треба само да ги проверуваат фактите и да видат каква е реалноста во нашата држава. Тие зборуваат континуирано за некаква изолација на државата, но она кое што доаѓа како порака за нашата држава ќе потенцирам во само 2 години е огромно признавање од меѓународната сцена. Не само реформската агенда само еден момент. Ние во само 2 години подпишавме договор за стратешко партнерство со Велика Британија, подпишавме договор за стратешка соработка со Унгарија, подпишавме договор за стратешка соработка со Република Хрватска и двете земји членки на Европската унија. Подпишавме договор за безбедност со Европската унија, каде што 100% сме усогласени со безбедносната политика на Европската унија. Го затворивме постмониторингот кој што ни го даде Советот на Европа, кој што апсолутно значи признавање на државата за владење на правото и постоење на демократијата. Ова се само неколку моменти. Со Соединетите американски држави продлабочувањето. Стратешкиот диалог кој што го одржавме, продлабочувани односи
И конечно во Вашингтон се слуша за Македонија и конечно во Вашингтон има интерес да се зборува за Македонија. Наспроти се она која што не гледа и буквално можам да кажам ни се смеја како држава, која што на вистина во суштина на зборот значеше изолирана држава. Во само 2 години на ВМРО ДПМН со коалицијата. Наспроти се она која што можеме да се сетиме на Социјалдемократскиот сојуз и дуи што направи за 7 години, француски предлог или бугарски предлог, како сакате наречете го, промена на уставното име, договор за добрососедство со Бугарија, кој што впрочем мислам дека не оддалечи, а не сближи, така што само национални предавства од едната страна. Затоа велам, комплетно различно гледање на водење на државата. Тука сме комплетно различни. Со ВМРО ДПМН имаме целосна заштита на националните интереси, во тоа треба да бидеме сигурни, бидејќи за мене, доколку немате идентитет, доколку не знаете точно кој сте, што сте, од кај сте, доколку не стоите за истото, навистина не можете да зборувате за некакви политики повеќе од тоа. Затоа велам, се додека доаѓаат овие лаги и манипулации од Социјалдемократскиот сојуз, штетни се за државата и за граѓаните, тие навистина во овие 2 години никакви аргументи не изнесоа во јавноста. Јас секој пат во јавните дебати потенцирам на податоци достапни од Државниот завод за ревизија, да речеме од Евростат, од Меѓународниот монетарен фонд и така натаму. Од другата страна ги имате колегите кои што најчесто употребувани зборови им се лага, манипулација, ги излажавте, ќе дојдат мигранти, ќе банкротираме, резолуции за црвени линии ќе поднесуваме, па не ги поднесуваме, се одрекуваме, па ќе сме отпуштале наставници, па гледаме дека апсолутно лага е дека ќе сме отпуштале наставници, напротив ги зголемуваме платите на наставниците со еден колективен договор кој што значи предвидливост. Значи се она кое што ќе се излезе како став од Социјалдемократскиот сојуз, едно по едно мислам дека со аргумент ги демантираме и во суштина многу ми пречи таквиот политички момент и таквата политичка дебата пред македонските граѓани, бидејќи некако мислам дека и ги изморува и ги оддалечува од политиката. Ако тоа е идејата на Социјалдемократскиот сојуз, да се направи апатија кај македонскиот народ, тогаш верувајте дека најмалку на нив им оди во прилог. Се она кое што може да сведочат македонските граѓани се капитални проекти, неизмислени километри на автопат, како што еден поранешен премиер во владата на СДСМ сакаше да каже. По патот. Па така има некои футуристички само слики и проекти, но во суштина тоа беа измислени километри на автопат наспроти сегашната реалност, каде што ние во државата имаме и се градат или ќе почнат да се градат во наредните месеци 6 делници. Потенцирам 6 делници во Македонија, тоа се автопати кои што ќе бидат додадена вредност за нашата економија, додадена вредност за нашите граѓани и кои што реално ќе можат граѓаните да ги користат. Ако можеме да дадам една дефиниција и име на она која што сега во моментот се одржува ребалансот на буџетот за 2026 година, тоа е инвестирање во капитални инвестиции, бидејќи нашето делување е да вложуваме во капитални инвестиции кои што ќе значат поврат на средствата и кои што навистина ќе бидат додадена вредност во животниот стандард на граѓаните. Не мислам тука само на автопати, тука мислам и на оние проекти во општините кои што ги имаме, во образованието особени инвестиции, во здравството, во се она кое што ќе биде додадена вредност за животниот стандард на нашите граѓани. Така, имаме уште теми за отворење, ти си председател на клубот за младински прашања и политики, малку за младите, за девијантните појави на крајот, за информатичките ризици. Со нас е Драгана Бојковска, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеничката Драгана Бојковска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Во првиот дел зборувавме повеќе за политиките во Македонија, една работа која што е многу битна, зборуваме за младите. Ти си председател на клубот за младински прашања и политики. Во минатиот период имаше повеќе теми на оваа тема, би рекол, дилеми што треба да се решаваат проблеми. Меѓу другото е изложеноста на младите на онаа дигитална изложеност и потребата нели од институционални решенија, како и дали воопшто и се работи нешто во државата на ова поле, бидејќи е сериозен проблем.
Така, ова не е проблем кој што може да се реши само со еден закон, ова не е проблем за кој што можеме само да разговараме и да очекуваме дека по нашата реакција ќе се сузбијат оние состојби кои што за жал ги гледаме во јавноста. Врсничкото насилство е појава која што ја имаме и наназад, значи, годиниве, но еве некако доаѓа до видливост со се она кое што деновиве се случува. Дозволете ми апсолутно да го осудам се она кое што го гледаме во јавноста како врсничко насилство. Навистина доаѓа до огромна загриженост и кај нас како институции за ова и моравме да одиме со малку порестриктивни мерки и поригорозни мерки, бидејќи верувајте дека едукативните кампањи се значајни, но некој пат не даваат резултат заради одредени промените кои што се случуваат во модерното време. Ги потенциравте социјалните мрежи кои што самата достапност до нив и се она која што го конзумираат младите на социјалните мрежи предизвикува одредени девијантни појави во општеството. Прекинувач еден дефинитивно. Апсолутно. Моравме да одиме еден чекор понатаму да донесеме и закон со кој што родителите на оние деца кои што се вршители на врсничко насилство би платили парична казна. Постојат нормално моделите на советување, на оној концепт кој што претходно треба да постои во воспитно-образовната установа, но мислам дека се додека една ваква рестрикција не воведеме, дека не можеме да најдеме решение. Ние ставаме аларм не на децата само. Јас секој пат и на јавните дебати и на јавните расправи кои што ги имавме во собранието за влијанието на социјалните мрежи врз младите и нивното ментално здравје, потенцирам дека ние не треба да зборуваме тука само за децата и да ги осудуваме децата, туку јас би одела малку подалеку, односно да зборуваме за родителите, бидејќи децата го конзумираат и се однесуваат на оној начин на кој што би рекла се воспитуваат и од дома или поддршка им се дава од дома, или да го зборуваме за социјалните мрежи, секој пат доаѓаме до прашањето кој му го купува на детето телефонот, кој му дозволува на детето да употребува мобилен телефон до 3-5, некои статистики кажуваат дека и по 13-14 часа се употребуваат социјалните мрежи на мобилниот телефон, што апсолутно доаѓа до момент кој го воспитува тоа дете, дали родителот или мобилниот телефон на кој што нема никакво ограничување, нема никаков надзор за тоа што конзумира детето како содржина во овој дел. Ние разговаравме за неколку модели по однос на тоа дали е потребно да се забранат социјалните мрежи, употребата на мобилните телефони во училиштата. Во некои општини веќе истото се спроведува, но нашата идеја е на ниво на цела држава да се направи рестрикција во овој дел, бидејќи на еден начин го ограничуваме истото во училиштата, од друга страна и се зголемува концентрацијата на самите ученици во текот на наставата, но доаѓаме до друг момент во кој што не можеме тука само со закон да интервенираме, туку треба да се испрати на општествена порака која што навистина ќе биде аларм за родителите и за целото општество дека по училиштето детето го поминува времето дома. И тука треба да се најде до разбирање и тука треба да се вклучи алармот кај родителите за свесноста во какви индивидуи овие деца треба да прераснат. Добро е што Министерството за внатрешни работи во секој случај досега што излезе во јавноста интервенираше навистина брзо и за оние кои што се вршители на насилството на децата, веќе има соодветни постапки за нив. Тоа е важно, но се додека мислам дека комплетната слика на општеството не се промени по однос на ова прашање, се додека алармот не го вклучат родителите, тогаш навистина верувајте многу тешка задача за самите наставници и за самите воспитно-образовни установи да направат навистина огромен чекор напред. Разговаравме ние веќе за видеонадзорот кој што треба да биде заселен во училиштата, но повторно ќе потенцирам дека се доаѓа од нас. Некој пат најтешко е да се промените самите себе. Многу е лесно да ги кажете препораките, да кажете како треба тоа да изгледа, но кога треба да дојде моментот за промена во својот дел, некако најтешко доаѓа во општеството. Но ете нека некои позитивни пракси кои што ги спроведовме како Safe City, например, кои што од една страна
во првичниот модел беше огромна рестрикција за нашите граѓани, видовме дека за општото добро значи спасување на човечки животи, па така и за овој модел мислам дека треба да придонесе за општото добро на нашите најмлади кои што треба да бидат и најзаштитени. Во делот на младите да не биде само моментот дека го зборуваме врсничкото насилство, како влада ставаме најголем приоритет бидејќи тие ни се најважни. Најважно е да останат тука во Македонија. Дозволете ми да ја оценам многу позитивно спроведување на мерката за самовработување на младите, со што до 3 јули заврши повикот за аплицирање на самовработување. Имавме мерки за млади до 29 години, за над 29 години и за здружување во друштво со ограничена одговорност, каде што се даваат грантови, неповратни средства и до 20.000 евра за спроведување на својот бизнис план. Сега ќе следи процесот на евалуација на апликациите, на бизнис плановите, ќе имаме менторска поддршка за предприемачите кои што навистина ќе докажат својата оправданост за бизнис идејата. Нашата цел е прво да се отворат нови работни места во кои што младите и останатите би биле сами своји газди и момент во кој што сакаме навистина овие бизниси да успеваат со тоа што им даваме менторска поддршка и подобивање на грантовите, да имаат поддршка од државата за како понатаму да го продолжат да го развиваат бизнисот. Во овој дел мислам дека оваа мерка е многу значајна бидејќи прво го проширивме опфатот, односно поголем број на лица во споредба со претходно може да бидат корисници на оваа мерка и второ ги зголемивме износите, односно износите кои што ги добиваат овие лица како неповратен грант. Самата заинтересираност и апликациите кои што ги добивме во Агенцијата за вработување на Македонија укажуваат прво дека имаме голем број на млади кои што се мотивирани да останат во Македонија, да работат во Македонија, да си ги реализираат своите бизнис планови и во кои што укажуваат доверба во државата дека може навистина да им биде партнер во нивниот живот тука во Македонија. Во однос на образованието за крај накусо минаа 2 години, има ли разлика во однос на она што беше ова е сепак твоја зона на интерес, твој факт би рекол? Пак дозволете ми да кажам дека комплетен контраст на она кое што претходно беше презентирано од Социјалдемократскиот сојуз е она поразлично од концептот на Мила Царовска кој што беше идеја за да се разорне буквално образованието. Дозволете ми да кажам дека кога зборуваме за одредени политики, за мене најздраво да се споредите, бидејќи ако немаме со што да се споредиме, тогаш не знаеме дали сме подобри или одиме во понегативна насока. Во делот на образованието од страна на претходната влада секој пат ќе останат запаметени по тоа што нема учебници. Дали се сеќавате дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз буквално учебници се шверцува? Најбрутално можам да кажам, бидејќи се сеќавам на моменти кога се забрануваа дури да се фотокопираат учебници во книжарниците, во кои што родителите мора во договор со книжарниците по завршување на нивното работно време да фотокопираат учебници во боја само за да им овозможат на своите деца учебник за да може да се образуваат и да се воспитуваат. Тоа е апсурд во кој што државата буквално ти забранува да поседуваш учебник и ти става вакви рестрикции па се казнува и книжарници и слично. Тоа во моментов е решено прашање, сите ученици добиваат учебници. Во рамките на собранието во моментот се наоѓаат и 3 реформски закони во делот на образованието кои што беа работени навистина подолго време со едни широки консултации со образовните установи. Во рамките на собранието веќе е влезен во процедура законот за високо образование, законот за научно истражувачка дејност и законот за квалитет во високото образование и наука. Овие 3 закони се реформски закони кои што ќе се најдат сега пред нас во дебата, кои што се согласно европските регулативи и директиви кои што апсолутно се исконсултирани со сите општествени чинители и мислам дека треба да ни дадат прво
во еден дел поквалитетно, особено поквалитетно високо образование, и тука ставаме огромен акцент на науката, бидејќи претходно некако науката, дозволете ми да кажам дека беше еден абстрактен поин без никаква поддршка. Сега науката навистина интегрираме во нашиот систем, прво со давање на финансиска поддршка, и во ребалансот на буџетот имаме зголемување на средствата, над 12,5 милиони евра се предвидени за наука и за научно-истражувачка дејност во споредба со 5 милиони евра, да речеме, претходно кои што се издвојувале. Се поддржува моделот за научно-истражувачка работа за да создадеме навистина во суштина научници кои што треба да се занимаваат со ова, и во рамките на овие закони е предвидена поддршка и за професорите и за оние звања кои што треба да ги задржат, да им дадеме суштинска поддршка и со финансиска поддршка да се спроведат овие реформи, така што во наредниот период ќе имаме дебата и на оваа тема. Има уште многу теми околу образованието, затоа следен пат ти благодарам што беше моја гостинка, ми беше чест. Ви благодарам и вам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.